и повеќето од новиот материјал од новиот албум, затоа што нема доживеено концертна промоција. Фудбалов го пратиш уште 100% и покрива врските со малиот Никола. Батистута и Креспо више ти се уаут апла. Добро, Креспо игра, ама... Шо, игра во Интер. Тапа е нешто во последно време. Тоа ти е доволно. Кој ти се сеја како фаворити? Јас сум фан на Барса, во принцип. На Барта. На Барта? Да. Бартелона. На Бартелона, кома Валенција, 0-0. Си, сеньор. А инаку, шо знам од ова, англиска лига ми е некако најактуелна моментално. И овие хал ми се доста интересни. А знаеш зашо ми се интересни овие хал? Не заради амблемот ми се. Не само заради амблемот, тука затоа што имаше еден албум на времето од Хаус Мартин се викаше London Oh Hal 2. И тогаш прв пат слушнав за овој тим кој што беше во некоја таму 16-та дивизија лондонска или англиска. И дојдоа луѓе во прва лига и замисли ги биди ги ломпрат. Мене ми се свија заради амблемот, зашто ми се како агенција за обезбедување. Ти текнува како ви ми е? Тигар имаат еден олкав и пишува Hull City The Tigers. Па добро. Кај нас повеќето тимови се како агенција за обезбедување, па мора да се снајдеш овој да си отидеш жив дома. Така што тоа не е ништо овој. Пратиш ли Пеце освен музика и фудбал, политика? Па да. Ти важиш тога за интелектуално човече. Па не знам, седмици, гледаш седмици? Седмици на влада или на собрание? На парламент, да. Или на овие, како се ка, комисии при влада. И тие ги следам. Со тајна тетка, постара така маца со подбрадок, што ги води седници, како се викаше, па ти ајде, ти ова, кажи ти. Да, ги следам, да. И кој ти е најлака лик, што е закон? Моментално? Моментално. Знаеш кој ми е најлик? Оној од Титови леви сили ми е... Угриновски, да. Така. Не знам, едно сабајле се разбудив пред избориве со еден флаер во со еден леток во Сандачево. Ја немам видено подобро дизајнерско решение и идејно решение за човекот беше вака, човекот беше вака застанат вака. Ми паднал. Па се исплаши бубата од тоа. Не, чеки. Бубата се иде. Не, сериозно сум, многу го ценам тоа што го прати, мислам дека се искрени. Вака беше чеко. А пишуваше нешто? И горе пишуваше сега му е мајката. Ова! И горе Тито гледаш сега, стварно му е. Не, сериозно сум, тој ми е лик онака, мислам дека со него многу работи би се случиле. Би. Кога би. Инаку да ти кажам, искрено не сум фан на политичари, генерално кажам. Не. Општо земено? Па да, во принцип сум бил аполитичен од секогаш. Пушташ уште музика под псевдонимот DJ Педро? Вчера се случи одлична журка, да ти кажам право, во Кастро. Да, во Кастро. И се случи реге журка со Чарлито, Растаран, тоа е Зоран, беше Растаман, па сега е Растаран. Иренска и со Айри Пайрат. И се случи многу добра реге журка, да ти кажам, ја имав свој сет. Така DJ сет? Да, имав мој DJ сет со бројни ремикси и овој аудио изданија. Реизданија секако, да. На винил миксувани, не. На винилна пластика не, само на мали пластики. А, така, мали пластики. Мали пластики. И лесни се за вртење, баш кажи. Да, не сум пуштал одамна, ова беше вчера по подолго време сети, да ти кажам, така си се отворив некако. Публиката онака лудило. Не бе добра журка, ептен супер. Супер се. Браво. Ако имаш некојаш пак, ќе те викнам и тебе, па ќе направиме заедно, back to back ќе пуштаме. Back to back, човеч. Да. Како овие што се Дарен Кокс и Марко Емерсон. Мартин Крапа. Добри диџеи, да. И оној виж како се виж. Оној Вукашин со Зоки. Од операција Триумф. Тој што правеше. Операција Триумф. Гледам да ти кажам. Озбилно? Искрено гледам. И кој ти е најлак? Пушташ порачиња? Не, по ноџиња. Како беше, оној вицот го знаеш... Со порачиња по ноџиња? Не, реклама некоја, дајте ми 2 погачици и 2 попрслуци. Да се насмееме малку. Малку да се нашалиме. Да се нашалиме, што се да ти кажам. Да, не, искрено следам. Што мислиш за македонецот што си отиде? Кристијан беше. Му направија ли на човекот честно нешто или тоа беше од масоните? Чекај да те прашам нешто. Прозбори ли човекот бе тие 2 недели у куќа? Збореше кај тоа психологот. Кај психологот збореше? А знаеш што збореше? Ја проблем со акцентот. Не, ја го фатив на сцена кога му играше на тој, како и оној сите што го мразат оној едниот, како се викаше? Тој сите што го мразат. Оној пе. Тој е антипатичен, никаков гнида е. Нема врска како беше името. Овој јадеше супа, и му рече со таквото, и овој му рече, дај ми од црт дај ми. И овој му рече, јаој свашта. И тоа ми беше сцена столјача ми беше тоа. Сцена столјача.
За операција Триумф некако ни дое, може, ајде, така ќе почнеш. Сакам да прашам и за водителиве, добрите се на Триумф. И одма да се надоврзам со твојата историја како водител. Кои водители? Тој Маца и Милан. Маца е добар. Маца е добар, овој Милан е екстра. Да, стандардно. Добро, тоа се актери, така. Актер не може да биде лош водител. Да, а дали басист дали може да биде добар водител? Ја мислам дека да. Може да биде добар водител. Мислам дека може да биде одличен. И кој да знае? Биле. И биле басисти што биле одлични водители. И биле и Драгана и Јована и сите други. Да, и Миле. Не, и биле имало добри басисти што биле добри водители. Мада имале и проекти у кои што не се сноѓале баш. Ти многу добро се сеќаваш на. Се сеќавам на Перо диџеј исто што е и басист у супер оваква и беше водител во една спортска телевизија. Беше на повеќе. Имаше и вакво едно слично шоу. Одлично. Му ја украдо идејата, бе. После дојдоа млади фаци му ја краде идејата и со бендови уживо со осона. Абе тоа да фатиш, што да ти кажам. Плоштад? Не, искрено сега да ти кажам, многу ми се допаѓа што го правиш. Шала на страна и цепа е вака и баш ми е кеф што по неколку години се најде човек од тебе, не по неколку години, претходно не се сеќавам да имало шоу од овој тип, кај што има бендови во живо. И тоа го ценам и го ценат многу. Гледам да има и различни бендови, на пример, денеска многу добра група Чарли Хит, ги знаеш Чарли Хит уствари. Добро, Бодин ми го спомна, тоа е внук на нашиот Апанар, Попов, поздрав до гените, значи крушка под крушка паѓа. Крушка под јаболко не паѓа. Сигурно не па воопшто. Нема теорија да па. Работа, стара народна поговорка. Пеца, уште нешто што не те прашав. Па не знам, само цепај така со емисија и бујрам луѓе на таксират и... Да, сигурно. Значи, да не правиме глупости, 300 денари за таксират се... 300 денари за маркина може за руц, за тие ставал некој и супер хикс. Мислам, тај, молим те... Свеј Гъран Ериксон. Свен Гора. Како и да се викаш. Ама добар тој, добар гитарист. Така, ти благодарам за поканата, мислам доста беше плямпање. Ќе дојдеш со супер хикс. Да, ќе отсвириме нешто, затоа што е одлична емисија. Фала ти многу и имајте многу ја концерт на такси да се гледаме таму и да го испратиме Пеце, а ние да свртиме една партија на брзина.